Слободни фрлања, гледајте. Слободни фрлања, втора сезона. Слободни фрлања. Јоу, добре дојавте во 8-та епизода од Слободни фрлања. Пак сме у Ново Лисиче. Денеска ги имаме македонските Jay-Z, Beyoncé, скопските Bonnie и Clyde и новолисичките Војаш и Бресквица, Луна и Тракер. Ајде, брат. Ајде, брат. Ова е Тракер, драги гледачи. Да, Луна не можеше да Луна. присуствува од здравствени причини. Да не отиде да се вакцинира. Не, Луна не отиде да се вакцинира во никој случај. Ќе кажеме и за тоа. Али Да поздравиме Луна. Да, многу ни е криво што Луна не е денес со нас да се дружи и да шутира Слободни, пошто чувме дека многу добро шутира Слободни. Да, чувме дека многу добро шутира Слободни, значи И Луна дека има за малце ќе играла у WNBA за LA Galaxy. Да, прв пат слушам за Galaxy. Така да денес ќе бидете сведоци само на кошаркарските потези и знаење на Никлеман и на Тракер. Брато, ти си спортувал ли нешто вака? Да, вака сега кога се шутнав два пати. Тоа ми беше спортот, претходниот спорт беше пред некоја недела дена исто волку. Па добро. Значи си у форма, може да се каже. Сум у форма, да. Спортувам. Знам да затрчам на кеј. Тоа било еднаш во неделата до од Ново Лисиче до седмица. Таму е Тоа е фул со све. Тоа, тоа се случи. Таму е фул со све, после до Палма и таму е една палачинка. Да, ама и после битно, дека дома. ама битно го трчам, стварно. Да. Многу е битно како кидаш до седмица. Да. Брато, спремен си за Слободни фрлања? Розен спремен. Ајде, видим. Прво прашање за Тракер. Кажи ми, брат, летово пројде, песна уште не извадивте, сега нешто спомна Муавет дошутиравме. Дали поише одмаравте летово или работевте и што се дешава текот? Види, ние работевме, ама нели ситуацијата све што нафати со короната беше се не улежа, да речеме. И сега летото кога дојде, кога почна да се отварат дискотеките и се тоа што нас ни ја носи работата, нели? Ние не бевме свесни дека продолжило све како што беше. И тоа е главната причина зашто ние закасниме со вадењето музика, иначе да. Денеска сме вторник, уствари вие кога го гледате видеото Вие може да више сте гледале новиот спот. Да, не знам дали ќе Може да биде гледате за неколку дена. така е. Ми ги земат зборовите од уста. И тоа е тоа. Нов спот. И извинување што закасливме со музика со лето, ама we don't let down. И сега, пошто Траки не ги знаеше правилата на Слободни фрлања, се шутира од после одговорот, така да уште една шанса ќе му даде. Опа. Второ прашање. Со музика за касните, сега треба да настапуваш на 27-ми, кажи ми, ќе те пуштат ли да настапиш, брат, у Тетово? И дали имаше време летово да се направи некоја пара од настапи? И кога нема настапи, што се работи? Не знам дали ќе ме пуштат да настапувам, зашто мислам дека тој што ме следи на социјални мрежи знае дека не сум вакциниран. Летово настапувавме само на еден фестивал во Дојран, на Мандра фестивал. Во Дојран тој им беше едини настап, а измеѓу настапите се работи. Моментално си како артист, како текстописец, слушнавме кај Лазаров, кажа дека си како текстописец, како се снаѓаш у таа улога, да речем. Многу јако. Да, па види, ја сакам музика општо, а рап правам пошто не знам да пеам. А кога има некој си глас да пее наместо мене, а јас тоа да го смислам, многу ми дубаво, па уште побаво кога сум платен за тоа, бебе. Трето прашање, така се нема до сега да ја накошама, тек до прва ќе дае. Кажи ми, брат, како се справувате вака, сега кога умножи на зборам, пошто прашањава и за него и за Луна ме беа спремни. Дали ве препознаваат фанови по лице, дали урлаат деца Тракер? Како ви годи тоа, дали сакате да се сликате со нив, дали може бегате од такви работи? Абе види, нормално, да, дека се сликаме, дека не бегаме од такви работи, многу ни е мило што се случува тоа, ама има еден појак момент од тоа. Значи, има деца што стварно Тракер, не, ама има некои што не хейтаат. Тие што те хейтаат и што ти доаѓаат, се најаки. Значи, тој има Далеку? Тракер! А има 11,5 години, леле! Тоа е многу јако.
иначе да, мило ни е све, за тоа го правиме, тоа е огромен дел од причината зашто го правиме. Четврто прашање. Тракер, вие сте на некој начин и гласот на младината за тие деца што зборавме до сега. Деновиве јавно на Инстаграм ги поддржувате протестите и сте против вакцинирањето. Кажи ми го твојот став за оваа ситуација у 2-3 реченици, на кратко. Па на многу кратко, ја не сум немам ништо против луѓето што се вакцинираат, нити за нешто, едноставно сум против тоа некој да не пресилува да правам нешто на моето тело што јас би или не би го направил. Небитно, некој ме пресилува. За не се изнервира за што го тера да се вакцинира и со една рака шутна се уште еден обид ќе му даде. Кој беше, само не видовте вие. Не видов. Чим така вика, кош нека биде. Стигавме до прашање број 5. Траки, кажи ми кои ти се омилени артисти од кај нас и странски, што слушаш ти уствари у слободно? Види, ја поштам old school рап. Тие што ме знаат дека факт е тоа. Од нашите артисти, Периодов кога слушаш YouTube, ако пуштиш кој знаеш да го уклучиш моментално или у кола кога ќе лезеш, што слуша Траги? периодов све нешто ми иде на кај Русија. Значи, да, Моргерн Штерн, да. И LJ ми се некаков си нов звук што, знаеш дека русите, поради тоа што имаме некој си сличен акцент, интересни се, зашто е нешто што до сега не сме го слушнале, слично како нашото, ама боље. На кратко. И да, многу ги поштам, ради тоа ги слушам, па, да не речам интензивно. Шесто прашање за Тракер. Брат, ти си на рап сценава многу одамна, 10 години, на времето СКЦ, па соло, па со Арди, па Одеркин албумот беше доста смел потек за времето, беше нешто ново ко за тие времиња. Да, одамна е дечкото. За пред 4-5 години у форма на Ексцес као група бевте тогаш да почнат сериозно да се вложуваат пари со цел да се дојде до еден хит што ќе рокне, што ќе направи за да тргне работата напред. Кажи ми кој е мајндсетот после сите тие да речам потврлувања, ако може да се кажат, за да не се откажеш, за да продолжиш да работиш и да се обидеш пак и пак за денес да бидеш. Брат, не знам, главном се два фактора. Нема врска, не зборам сега за годините што сум ги поминал, да, на рап сцената сум одавна, меѓутоа на сцената сум тазе. Тука имам разлика. За двата клучни фактора е кога некој ќе ти рече дека те бива за една работа и второ кога си голем минат за таа работа. Тоа е тоа. Буквално тоа е тоа. Има многу луѓе на кои им рекле дека ги бива, ама втората работа мора исто да постои инатот, затоа што и да знаеш дека те бива, ако не си инат, на првиот, на вториот, на третиот неуспех ќе се откажеш, ама втората работа е многу побитна. Да. Ова беше првиот коши беше кога се запореше на рапот и носа мајца од Биги. И седмо прашање за Тракер, ќе прашаме кои ти се брат 4 омилени рапери на сите времења, Маунт Рашмор, Биги го имаш на мајца и другите? Број 1 е Биги, Method Man, Redman и знаеш дека новиве ми се многу јаки, брат, однака не можам да се одлучам кој Method Man и Redman одма му се спојаат, четвртиот. И од младите, не знам, сите млади ми се многу добри, ми се свиѓаат многу. Сите што имаат Baby во името, значи Lil Baby, The Baby, тие Young Baby, ја мислам дека имаше, не знам. Поширока, и сега пошто не му иде со шутевите, ќе му даеме 4 бара ФС да мавне тука за баскетот, за ова зона за слободно. Па ајде. 4 бара, јас имам топка и во брачот не ја ставам. Давам кошеви, брат, не се замарам и чесен сум, нити лажам, нити крадам, може? Доста. Ја ќе прерасне у сайфер, па пошто е сега тренд да се прават сайфери и да влагаме на Кинеме мајко, ви вебаме матер и не боли ич, пошто пола сте хич, ти си бич, не ме замарај ич. И ако ти влезам со дан како Богдан Богданович. Сега ако не давам за фристайл од срамот. Ништо, брат, ја мислам да завршиме на седмо прашање.
Ова посебна емисија за посебни потреби. Осмо прашање, осмица Коби Брајант, сигурно го знаат тракер, покрај Коби ќе му дајме уште 5 кошаркари да ги наброи, пошто многу е добар и све знае од кошарка. Шакил О'Нил. Кој го кажа? Не се важи, Шакил О'Нил, Дуейн Уейд, Владе Дивац, Майкл Џордан. 4 беа, така? И уште па 4. 5 требаш, а? Перо Антич. Ајде! Се ближиме до краја, стигнавме до 9-то прашање. Иван Најнштајн те наброја во топ 3 рапери по скил у Македонија, у емисијата у Слободни. Гледаме со фристайлов дека не си заријан, дека си уште си го држиш. Кажи ми дали некад од време на време ти доаѓа да направиш old school хаце рап трака и да изведиш или више она стилот си е тој што е сега и тоа го сакаш, тоа го живееш? Знаеш дека брат многу ми израдува со тоа што ми кажа да, иначе и многу се ложам на old school рап и на скил. Вака луѓе од по внатрешни кругови, да ги речам, стварно знаат дека сакам да си го завозам битот. И old school треки правам, да. Меѓутоа да, не ги вадам, а знаеш што, old school рапот се правил во годините кога се правил и сега ти треба да го правиш тоа што е Не мора да е тренд, туку тоа што се прави во денешницата. Сега што си пред old school, после old school работи имавме Golden Era од 2000-тите, тоа не беше old school, не беше ни ова што е денес. Едноставно сум утек со време. Имаме екипи што се уште го прават тоа. И сега, добро, не е она old school битови кој на времето, е музиката трап, ама они пак се текстовите рапи, пак се не се за нели ова што се пее денес што иде на телевизија, да речам комерцијала, туку се некои вистински текстови, да речам, за секој не вијат. Дали би им влегол на овие хаце рапериве на бетал или на фристайл, пример? Види, ја да не се сватиме погрешно, јас себе си сметам за хаце рапер, само што правам музика што продава. Тука е разликата, значи не постои дали јас сум хардкор или комерцијал, едноставно постои добра и лоша музика и колку продаваш или не. И се друго е сувишно, бато! И стигнавме до 10-тото прашање. Тракер, кажи ми брат, како пројде искуството со Black Ops, нешто поише околу тоа, ти се појаваш улога на Цајкан. Сигурно си најкорумпираниот можен Цајкан таму на светот, ама мислам дека добро ти лежи улогата и од тоа што видов на трейлерот, онака највише ми се бендиса ти како таа цигара. Цигела ваму. Кажи ми нешто поише за тоа искуство, дали ти годиш и дали почнавте со снимање? Со снимање се уште не сме почнале, ќе почнеме у Неврос можен рок. И не знам, едноставно се соживувам со улогата. Значи, корумпиран инспектор. И тоа по тезите што викаш тоа цигарата, тоа се брат реални работи, на мене ми се случиле, на тебе ти се случиле. Така функционира нашата држава. живот и кешара, се то баш се окей. Дали сте знаеле дека Кармело Ентони е на 10-тото место на вечната листа на стрелци во NBA лигата, а од слободни фрлања шутира со 81,4%. Значи, кога ќе го монтираш видео, ќе ставиш дека сум дал 9 од 10 коша, окей? Јас сум сега наред, тракер ќе видиме у постпродукција колку дал, ќе видите вие таму. Пошто инспектор корумпиран таму, може и го подметил мојот камерман нешто. У задње време слободни фрлања, све со подметување се работи. Ај брат, браке. Друго питање. Ом редната лажа. 1 од 3. Па даш, кош пред подкитија пеено во листиче го дал. Расте рапот, цитот, пука басот, тресе скилот, дрма, има скил, падна скил. Кило пали, кило штек, нови пари из генг, празна флаша, дај две,
И десетото. Потписи од Тракси. Тука најди место кај има. Волци се гладни, имаме комбо. Ова е нонстоп, немаме простор. Грешки е злобно, блоков ко комто. Не прати рот, кружи низ блока. Е. Уште сме жешки, пали молотов. Пукаме TNT. Дечки, тоа беше слободни фрлања со тракер. Требаше да биде и со Луна, ама на Луна ќе биде криво што не деде затоа што имам некои подкончени многу јаки за тракер тука. Брат, мајчка слободни фрлања. Кој ли? Емче. Така. Еве и за Луна ќе дајме да не ни се љути. Да, Луна да не се љути, мада ќе биде и она срекна. Ево вака, кој ли тоа? И ова нешто спешал. Ви сега. Брат, ова сам да си изедеш. Ова сам ќе се изедам. Сам да си изедеш да не идаш ни едно парче на лук. Целата јавност ќе знае дека сам ќе се изедам. Леле, види, брат. Сакале, многу пробале, Многу убаво. Дечки, тоа беше тракер во слободни фрлања. Добра дружба, брат, упадна. Погодивме таму не знам колку слободни, ќе видите. Донираме за секој слободно по 200 денари у хуманитарни цели. 9 слободни погодивме. 9 погодив? 9 слободни погодивме. 9 слободни. Ја погодив 7-8. Али не очекувај многу од мене, ќе ти работи од време на време. Некој е дело ремек демек, разбираат се лошија на бебе. Ќе би бил се што можам, али никад како тебе. Затоа не ми кажувајте колку вредам, гледам парите на дофаце пред мене, ќе ги земам, нема. Донирајте и вие, бидете добри, бидете здрави и живи, поддржете оваа емисија, гледате слободни фрлања, Ставете лайк, subscribe, све поред. коментирајте. И сакав уште нешто да те прашам да не заборавам. Лазаров рече таму некој шоу дека за 2 години ќе ја бара Марта, ти за колку време ќе ја бараш? Па јас ќе направам се за да ме